Под дом и партијата на пензионерите официјално ја напушта коалицијата на СДСМ. Социјалдемократите неколку месеци пред локалните избори се соочуваат со проблем да ги задржат помалите, но традиционални партнери на своја страна. Председателот на партијата на пензионерите Николовски вели дека одлуката била неминовна, бидејќи такво било расположението на членството. Дополнително во вторник ќе биде донесена и официјална одлука. Оваа партија да влезе во преговори со владеачката ВМРО ДПМН за предстојните локални избори. Николовски веќе му е соопштил одлуката на Филипче. Му кажав како е расположението на пензионерите, особено што активната власт со ова последното усогласување на пензиите 2 пати по 2500, ние имаме прв пат во историјата процентот на минималната пензија во однос на минималната плата да биде над 70% и процентот на просечна пензија во однос на просечната плата над 60%, а тоа е зашто партијата на пензионери се подолго залагаше. Актуелната власт ги има најголемиот дел од пензионерите на своја страна. Така да ние како партија треба да бидеме со власт. Али тоа не значи дека сме привезок нити на ВМРО, нити на СДСМ. Во разговорите со ВМРО ДПМН, пензионерите бараат советници во повеќе општини, потоа кандидат за градоначалник во Карбинци, но и членство во управни одбори на локално и на централно ниво. За Николовски е важно партијата на пензионерите да добие места во управните одбори во ПИОМ и ФЗО. Од СДСМ засега не признаваат дека имаат проблем во коалицијата. Секоја партија носи одлуки врз база на сопствени проценки, иако сметаме дека ваквата одлука долгорочно ќе се покаже како погрешна за партијата на пензионерите. Традиционалната коалиција предводена од СДСМ продолжува со соработка. Разговараме и за потенцијално нови коалициски партнери, заедно ќе ги понудиме најдобрите решенија за граѓаните на локалните избори. Велат од Бихачка. Идентичен одговор СДСМ даде и предходно, кога и Дом објави дека излегува од коалицијата. Преку соопштение, Дом објавија дека се работи за принципиелен чекор за заштита на интегритетот на партијата. За локалните избори најавија коалиција за зелена иднина, отворена платформа за идеи и поддршка на автентични локални кандидати од граѓаните за граѓаните. Сличен концепт најавија и од ЛДП на Зајкова. Иако формално одлуката не е донесена, на локалните избори одат самостојно, а не е исклучено да соработуваат со граѓански и независни кандидати за градоначалници и советнички листи. Катерина Нешкова, Сител телевизија.